Почитувани медиуми, драги пријатели, добро вечер и добре дојдовте на шестиот поред интернационален джез викенд, од чиј почеток не делат само неколку сати. Пред тоа, на наше огромно задоволство, ви го промовираме CD-то, компилацијата, што Општина Прилеп ја издаде по повод 5 годишниот јубилеј од овој фестивал. Почнувајќи во 2012 година, со голем ентузијазам, а многу скромно, фестивалот прерасна во едно од најпознатите и најголемите културни случувања не само во Македонија, туку во регионот. Ние на тоа особено сме горди, а најмногу и на публиката, која што од година во година го препозна и ги препозна вредностите и е се побројна. На CD-то се најдоа numери од најдобрите, внимателно се селектираше, и од 2013 година до 2016 година можеме да ги најдеме најдобрите numери. Повеќе за програмата на годинешниот джез фестивал ќе зборува Владан Дробицки. Јас само можам да изразам жалење што немаме професионално снимање и сликање на првиот джез викенд, кој што навистина ќе остане само во сеќавање на малкумина што тогаш беа. На ова CD дизајнер беше Михајло Мотески, му се заблагодарувам, а фотографиите ги користевме од Александар Еленин, чија што изложба е тука и ве поканувам сите после ова да ја погледнете. Благодарам. Мене ми е голем кев и особена чест по шести пат, значи да го правиме ова и шести пат вака да се среќаваме, со вас веќе и некои се знаеме лично. Исто ми е птен голем кев што успеавме да направиме компилација од според нас вака од фестивалот најдобрите актови на фестивалот. Овде има некои вака балкански ептен големи имиња како што е Владко Стефановски, Теодоси Спасов, Тавитјан. Сите снимки се направени во Прилеп, на Прилеп джез викенди, на тоа сме особено горди. Се надевам дека ова ќе остане како сведоштво за идни генерации тоа што се случува овде. Океј, годинешнава програма е базирана генерално вака до блиски луѓе на македонска музика на некој начин. Отвараме со биг бенд на Сдружение на джез музичари. Се надеваме дека првин со Кул де Сакс, па лани со македонска телевизија биг бендов, ова година со Сдружение на джез музичари биг бендов, полека ќе станеме традиционално сврталиште на биг бендови. Се надевам дека до година ќе прошириме ситуација, можеби ќе дојде некој биг бенд од страна, ќе видиме. После биг бендот на Сдружение на музичари настапува ансамбл квартет од Хрватска, еден од кој го води еден од најдобрите вака тапанари или бумњари или како сакате драмери на овие простори, Крунослав Левачич. Значи господин човек од 60 години кој со особена чест и кеф доаѓа во Прилеп и стварно ќе биде феноменален концерт вечерва. Утре имаме неверојатно вака за мене да кажеме случување. Ја не очекував дека воопшто Џон или Апелгрин со Мартин Јаконовски после толку и толку години ќе успеа да најдат да кажеме ситуација за да се спојат и да направат проект. Направија проектот е посветен на Нет Кинг Кол и Мартин доаѓа ексклузивно за овој концерт од Келн. После Мартин Јаконовски настапува една од најголемите регионални хип-хоп звезди. Значи човек кој е номиниран за MTV Music Awards 2007-2008, не ме зимете сега за збор, за Best Regional Act и утре доаѓа со 9-член бенд кој многу кокетира со джез случувањата во околина и тоа е една од причините фактички поради кои ние го викаме овде. И последната вечер бенд од Франција, Марис квартет и Макс Кошетов, исто квартет, после тоа еден, да кажам,
Јас се радувам. Хардбап, тоа уште не сме имале овде во Прилеп, така да ќе видиме. Точната бројка, еве сега не ме зимајте за збор дали е 36, дали е 37, дали е 40 артисти. Да, во главном мене ми е, мислам, јас сум македонски музичар и мене ми е голем кеф што некако даваме ситуација да македонски музичари настапуваат овде, значи на вака сериозен фестивал, а истовремено да делат сцена, например, со странски артисти. Мислам, тоа е, да сме искрени, македонските артисти, џез артисти, вака поретко излегуваат на големи фестивали, за жал. Значи, некаде 6 години по 6, 36, некаде сигурно на 40 акта имаме, што од Македонија нормално, што од сите околни држави, значи Грција, Бугарија, Србија, Хрватска, Италија, во иднина, ако сакаме левелот да го подигнеме, евидентно ќе мора повеќе финансии, мислам, тоа е дали преку спонзор, дали општината ќе ни помогне повеќе, мада и сега помага до немај каде, што се вика, тоа е. Така да, во секој случај, мислам дека имаме некој вака напредок од година во година и таа некоја нагорна линија држиме сега. Предпоставам дека вие сте публика, односно публиката е таа што треба да каже дали се допаѓа ова или не се допаѓа. Навистина задоволството е големо, бидејќи во најава е 6-тиот поред Jazz Weekend или Jazz фестивал во Прилеп. Еден навистина препознатлив бренд кој го развиваше локалната самоуправа заедно со тимот кој работи на овој Jazz фестивал овие 6 години. И на некој начин со Jazz фестивалот се заокружува и богатото културно, топло и долго лето кое што го имавме. Jazz фестивалот значи многу за градот. Пред се, навистина, како што кажа и Владан, да надополнам, почнавме скромно првиот пат и првото издание, кога и публиката беше малобројна и беа присутни само мал број на џезери кои ги знаеме од градот, може би од околината. Сега на Jazz фестивалот присуствуваат илјадници луѓе кои го посетуваат и тоа од различни генерации, што значи културата за џез музиката, таа беше идејата и целта да прошириме не само на средовечната публика и повозрастните, него и помладите генерации да го прифатат џезот како навистина еден културен музички правец кој што многу значи воопшто за културното живење на нашиот град и градот Прилеп. Оваа година имаме навистина богата програма, да ги поканам сите љубители на џезот во Македонија и надвор од Македонија да присуствуваат овој Jazz Weekend во Прилеп. Прво да кажам дека временските услови ќе бидат одлични, што е многу битно, бидејќи на отворено се одвива Jazz фестивалот. И втора работа, навистина имаме квалитетни музичари, кои што ќе се покажат сите овие 3 вечери, тргнувајќи од вечерва, четврток, 24, петок, 25 и сабота, 26 август, ќе се покажат со своите настапи на Jazz сцената во позади Домот на културата Марко Цепенков, кој што традиционално место е за одржување на Jazz фестивалите. Навистина, ова 6 годишно искуство со Jazz фестивалите сакавме да заокружиме ова година со издавање на едно преубаво CD, кое што го поклонуваме на нашата публика и обожаватели на Jazz музиката и пријатели на овој Jazz фестивал. Тоа се сите најдобри numери од сите најдобри имена кои што настапува сите овие 5 години на претходните Jazz фестивали. Што значи подаруваме некаде околу, Владан, мислам 120, така или 130 минути CD. 130 минути. 130 минути, тоа е сати, часи 10 минути, добра Jazz музика, да ја имате во својот дом, во својот автомобил, на некоја забава, дружење и така натаму. Исто така да искористам прилика вечерва да ги поканам сите во 9 часот на свеченото отворање на овој 6-ти поред Jazz фестивал Прилеп 2017 година. За реализација дојде спонтано преку
заеднички пријател од организаторите мои, Михајло Мотески, благодарност до него, ми предложи да испратам фотографии. Организацијата ги одобри, му се бендисаја. Сите се поместени на кавер фотографии на двојното издание на CD-то. Инспирацијата се во различен период на неколку години фотографирани, сите се карпи околу Прилеп. Така беше мотивацијата и идејата да биде нешто автентично прилепско, содржинска фотографија, така испадна. Има ли некоја поврзаност меѓу джезот и карпите што видите? Па, конкретно нема, ама ако некој се задлабочи да ги гледа, веројатно би нашол некоја джез тематика на самите фотографии. Оваа година на наше големо задоволство имаме прилика да настапиме на отварањето на Прилепскиот джез фестивал со еден релативно нов состав на македонската джез културна сцена, кој што е насловен ЗДЖМ, кој што е скратеница од реченицата Сдружение на джез музичари на Македонија. Ова е оркестар кој што е составен од релативно млади музичари, или што е млади, веќе не знам. Меѓутоа има и музичари кои што веќе се етаблирани како джез познати музичари во Македонија и главна идеја на овој состав е да ја промовира джез културата во Македонија и секако светската джез музика, нормално и музиката која што ја компонираат нашите македонски автори. На отварањето на Прилепскиот джез фестивал ќе се представиме со музика на Битлси, која што е аранжирано од едни врвни аранжери од Америка, Майк Битли и Алан Бейлок. Изборот на композициите го направивме самите ние и мислам дека ќе им се допадне на публиката. Вечерва започнува првата вечер од Джез викендот, Джез фестивалот во Прилеп. Отворањето токму е со звуците во овај момент на Биг Бенд на Сдруженијето на джез музичари од Македонија. Исто така вечерва ќе настапи и Проблем с тоа е джез група која ни доаѓа од Хрватска. Ги поканувам сите љубители на джезот овај викенд да присуствуваат во Прилеп и да уживаат во прекрасните джез звуци кои што ќе го исполнат овај простор, односно летната сцена на Домот на културата Марко Цепек.
Ви благодариме. Гоце Стефковски на капаме. Стани, Гоце, стани. Именјакот на Гоце Војковски. Познат како најскромното момче во нашата група.